Гостивар, освен што го отворил срцето за гости, а душата за сите, како символ на соживот, тој самиот е вруток од пријатни изненадувања. Не само заради изворот на Вардар, туку заради бистрите идеи кои го прават молскавично интелигентен, благодарение на изумителите кои од гостопримлив го прославија и во паметен град. Оваа приказна ги обединува славната песна, изворот на најголемата македонска река и експедицијата низ која ќе дознаете за убавицата во скутовите на планината Буковиќ. Што би се рекло, приказна плетенка од три води – река, извор и водопад. Но двонасочно, со паметен аспект за енергетски ефикасен гостивар, урбан, но сплотен со животната средина, богат со дух и идеи, витез во иновациите и оптимизацијата, ем бистар, ем смел, пред се оригинален и распеан. Водата е повеќе од услов за живот, таа самата е живот. Живее, памти, бистри. Таа е инфраструктура на релјефот и почвата, но и на свеста и подсвеста. Кога е мирна, е огледало, кога е брза, струја. А ова тло е жедно за знаење и од него растат јунаци на новото време. Оние кои гледаат пред времето го штедат, се надпреваруваат со него и со сонцето, суштинскиот енергетски извор. Во земјата од извора па до Солуна. Песната самата е соколица, идентитет, химна, уште еднаш од срце испеана, овој пат од Бојана, токму онам од каде што почнува. Да патуваш значи да живееш. Затоа денес нема да губам време, одам веднаш да ја најдам мојата соговорничка, бидејќи подготвив на вистина интересна авантура. Бојана, драго ми е што сме со тебе во Гостивар и не е случајно, нели, направен изборот. Две причини има зашто сме овде со тебе. Првата можеби не ја знаат сите, но ти имаш гостиварско потекло. Така е. Сега за втората пред да ти ја, нели, кажам, ќе те прашам нешто. Го прифаќаш предизвикот? Го прифаќам каков и да е. Мораш, немаш избор. Вајда не е страшен. Знам дека ќе ти беше подраго ако отидовме некаде на шопинг. Да, дефинитивно. И сега ти имаш една фобија за која што јас знам и сега јас ќе се обидам да се водам по онаа народната клин со клин, ќе те лечим од фобијата. Ау, знам за која фобија станува збор. Си го прифати предизвикот пред да отидеме таму каде што треба да отидеме, логично е, нели, бидејќи имаш некакво гостиварско потекло, да те прашам какво е твоето потекло и што од детството те врзува токму за овој град? Да, не знаат многу луѓе, не знам дали знаат и гостиварци можеби, дека мојата баба е родена и растала во едно село кое што се вика Церово, тоа е близу Маврово. И нели тоа е во близина на Гостивар. Таму е незината семејна куќа, таму е израсната, таму моите родители беа дел од финансиерите на црквата Свети Никола во селото Церово. И да, многу приказни имам слушано за овој град, за местото, тоа е убаво едно местенце и затоа можеби е добар избор што сме тука во Гостивар. Искрено не сум била многу одамна тука. Можеби на некоја фамилиарна свадба која бивме поканети пред многу години и драго ми е што е градот жив, што има многу луѓе кои што се шетаат, убав е и паркот во кој што се наоѓаме и мислам дека ќе биде интересно. Среќа не се погоди и времево. Да, времето е искрено убаво. многу стравував што ќе правиме ако врне тогаш. Чадор? Не, ќе носевме ние чадор, ама како ќе се справев со дожд и со твојов страв, тоа искрено од тој момент многу се плашам. Нешто ќе моравме да се откажеме од нешто. Не, нема да се откажеме, немој да ме замуабетуваш, немаме многу време за муабет, одиме. Ајде, тргаме.
вечно не трае, затоа сега љуби ме, да имаш што да остане, животот што не убие. И кога се ќе исчезне, сети се тогаш на мене, и само себе носиме, сонце меѓу сенките. Што те прашам после? Ништо не ме прашувај. Ќе ме убиеш? Не, нема врска. Ова е вреди да се доживее, иако е малку напорно. Ќе видиме и внатре како е што е. Ама никош во животот не сум го правела. Ама јас ти реков клин со клин, види. Да. Јас Се мислам само како ќе се симнеме надоле, тоа ми е најголемата мака. како што закачивме, така ќе се симнеме. Да, најверојатно Искрено, на кеса. да, и јас не сум нешто премногу спремна, мислам се гледа нели по нашава гардероба, ама важно имаме заштитна опрема. Така е. И пред да влеземе да истражуваме, затоа што внатре имало многу интересни работи, дури имало и водопад, така ни кажа. Ќе те прашам, колку си ти, иако го знам одговорот, влюбеник во природата и авантурист, кога е нели тоа вака? Влюбеник во природата сум, и тоа Добро. огромен. Сакам ја сакам и си ги сакам природните убавини на нашата земја, затоа што ги имаме премногу, а не ги познаваме, што е најтрагичниот дел. И често пати кога можам да патувам низ Македонија во нашите убави делови, го правам тоа, иако досега не сум била на волку екстремно нешто. Авантуриста можеби не сум некој преголем, откако станав мајка па не сум воопшто, затоа што некако ми стана поголем стравот, не знам зашто, појма немам. Веројатно се пробуди некоја димензија во мене која што не бев свесна дека ја имам. И да, интересни се овие нешта кои што тука ги гледаме и баш зборувавме и во колата дека треба да ја запознаеме својата земја. Оваа пештера во која што денеска веројатно ќе влегуваме е една од помалку познатите во Македонија, на жалост, нели? Да. Јас не сум ни чула, искрено да бидам. А од она што ни го раскажаа нели луѓето од спелеолошкото друштво Кораби, мислам дека навистина има и што да се види и што да се научи за оваа пештера. Да. И навистина топло ја препорачуваме на сите кои што нели се влюбители во, тоест не влюбеници, не влюбители, влюбеници во природата и во овие малку поекстремни нели спортови. Да. И сега да не бидеме некако погачки со шлебови, отида и фризури и се, ајде малку да истражуваме. Да, ајде само полека каде газиме. Види, добре што немаме барем штикли. Тоа е среќна штикли околност. уште на планина, тоа ќе беше врвот. Слушај, ајде вака, јас не те испрашувам нели ти колку си по истражувањето, бидејќи ова е експериментирање. Ајде колку си ти спремна да експериментираш во музиката? Па спремна сум. Ќе те подлажам вака со музика, па може да крај ќе отидеме. Не одиме многу, ќе застанеме, ќе зборуваме тука, пошто се плаша малца. Значи полека ќе го истираме стравот. Да. Па јас сум човек што сака да експериментира во принцип и го правам тоа и често пати кога зборуваме за мојата музика со нели новинарите кога ми да прават интервјуа, постојано нели не ми замеруваат, но постојано ме прашуваат: ама зошто се еднаш вака, еднаш ова го правиш преработки, правиш ваква музика, таква музика? Јас таму каде што почувствувам дека тоа можам добро да го износам, да бидам јас и мојата енергија, тоа го правам. Значи не мора да значи дека ако сте почнале нели со еден стил, тоа било модерно тогаш во пред 20 на години, сега нема да го следите трендот, односно нема да направите нешто што е па сега популарно за народот. И сега рече во пештера не си била, сигурно никогаш не си ни замислувала дека можеби ќе пееш во пештера. Јас сега не сум музички подкована, ама мислам дека овде има многу добра акустика и зошто да не ја пробаме пештерава, Бојана? Вода не донесовте, ракија исто немате тука. На суво да пееме? Па види, ајде едно стихче, па после ќе одиме кај што има и вода и тоа што го спомена, па да пробаме чисто да видиме. Види, затоа што во пештерава сигурно не доаѓаат пејачи и луѓе да држат или концерти. Па добро, ќе бидеш барем по тоа запаметена. Да. Која песна? Не, која ќе ти падне прва на памет? Да ја искористиме акустикава. Акустикава да искористиме. Мислам, ако сакаш, можеме ние да глумиме и Бетмен и Лилја. Цела мислам дека е подобро да пееш. Има. Да, го гледам. Да, корона некоја нова само да не излезе. Ништо, јас ќе светкам натаму, ти пеј, ајде. Па песна која што се ајде да...
Сега последно ја пеев за празникот кога беше 11 октомври. Тоа јас сум породолюбната песни македонски. Тоа е веќе толку очигледно. Нека биде Земјо мила од нашиот Давидковски, кој што веќе постар изведувач. Колку векови во темнина си била, колку темни сказни знаеш, земјо мила, колку страдања на рамена си збрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае водот вечен, знае сиот свет, кога Вардар течел, миел робска клет. Колку света сила в гради твои се зби, колку биваш мила, земјо мајко ти. Бојана, престани со пење, Лилја Цима, бегаме. Да ги привлекувам. Еве, ова нека биде порака дека треба да си ја истражиме нашата земја. Овој само да не... Страшно е! Полог, самиот е полнотија од убавини. Една од нив, скриена во утробата на планината Буковиќ, близу селото Горна Ѓоновица, е заспаната убавица, пештерата која денеска ја разбудивме. Зад завесата на мракот се отвара новиот подземен свет на Ѓоновица, раскошно живеалиште и соживот, екосистем, чиј архитект е лично мајката природа. Името Убавица го заслужила освен со женската силуета меѓу безбројните фигури од сталагнити и сталагмити и со украсниот амбиент од неколку галерии, столбови, декоративни тавани, разновиден пештерски накид, канал со вода, езерца, водопад од околу 7 метри, 5 врела и се што ја прави спелеолошки бисер во низата со должина од 1300 метри. Иако е заштитен споменик на природата, оваа убавица со вакви атрибути инсистира на ниво на заштита и соодветен протокол на посета, достоен на нејзиниот интегритет. Досега е истражувана од многу спелеолошки друштва кои ја демистифицираат, сакаат и чуваат, но и од вандали и несовесни гости кои наместо да понесат восхит, заминуваат со потпис и сувенири од нејзиниот раскош. Нејзиното отворено гостопримство и кревкост, освен заштита, бараат задолжително водич со одветна опрема и етика кон раритетната убавина во која домакин е екосистемот, чија хармонија не смее да се наруши. Овдешните симпатични домакини се дел од овој извонреден свет, а тој се шири за влюбениците во природата, авантуристите, научниците, планинарите, токму одовде, затоа што Буковиќ е само дел од една фантастична верига која ги нуди речиси сите форми на туризам, екстремни, алтернативни, спелеолошки, планинарски, велосипедски, за сите гурмани по адреналински доживувања или едноставно по нешто оригинално, какво што е ехото на македонската песна среде мозаикот на природата. И сега, што ќе кажеш? Уште си ми лута? Се размислував дали да те убијам.
тебе или Владко, ама нема ниту еден, затоа што убаво си поминав. Искрена да бидам, на вистина, ова ќе го раскажам на внуци најверојатно, затоа што не верувам дека ќе го повторам. Не се кажеш дека го прифати предизвикот, нели? Да, не сакам дека го прифатив предизвикот, сум пеела на многу места, ама во Пештара се уште немав пеено. И Лилјак не ти имаше нападнато. И Лилјак ме немаше бркано, ама веројатно го возбудив толку, па се од таква возбуда почни да лета некако неартикулисано. Супер си поминавме, некако убаво е кога од урбана една средина во која што ние живееме нонстоп, нели, во Скопје, и освен асфалт и згради не гледаме ништо друго, да отидеме малку надвор во допир со природата и да видиме какви места постојат низ Македонија, и најмногу од се ми се допаѓаше името на пештерата, а името е Убавица. Кажи колку си бевме убави пред пештерата. Така да некако се совпадна со се она што го зборевме претходно, убаво беше. Значи може па да одиме некогаш? А не, пак не. Па не, Пак, требаше да го разбиваме стравот. Па јас само ќе ги повикам тие што не биле до сега додат. добро. Јас веќе бев, мојот ред помина. Значи сите оние кои што не ја посетиле Убавица, пештерата Убавица, која што е во близина на Гостивар, да го направат тоа. А јас и ти можеме во кафеа на некоја. Да, ние може, да ме а повикаш. ти можеш да им направиш сега предизвик на твоите колеги да одржат концерт во Пештера. Ти си пеела? Да, еве јас веќе го скршив мразот, еве можам да ги повикам, иако нели Јетон кажа дека до сега правеле концерти на сериозна музика. Така. Ама не тука, не во оваа Пештера. Не во ова, во Врело Има, правеле, така. да. Еве јас направив не концерт, ама испеав поп песна во Пештерата Убавица, така да нешто следно може да се смисли. Во летниот период, кога не е ризично. Сега одиме на една... Сега не знам дали ќе речам, дали ако го речам уште убава дестинација ќе бидам во права, ама на една исто толку убава дестинација, нема да откриваме нели во моментов. Бидејќи сме во автомобил, некако ми се наметна прашањево каков возач си? Затоа што нели за нас жените владее она мислењето дека не бива, дека не сме добри. Безпотребно не ставаат на секундарно ниво. А ние сме? Да се запали сега феминистичкиот дух во А мене. ние сме шумахери. Да. Види, јас сум стабилен возач, можам да кажам. Не сакам некој пребрза воžnја, ниту па дека сега па нешто сум од оние ученички типови на возачи кои што со двете раце се на волан, секогаш се врзани и така натаму сум ова. Да не го практикуваат оние кои што ме слушаат. Кога брзам, некогаш може да заборавам да ставам појас. Ама сум стабилен возач и навистина во текот и на мојата кариера сум возела и надвор од Скопје, надвори од Македонија, сум морала да возам, сум имала потреба од тоа. Особено сега па и од кога сум мајка, сум и уште попредпазлива, но поголемиот дел од денот навистина го поминувам во автомобил и возам, знам понекогаш да бидам и нервозен возач. Тоа ти да прашувам, дали ти е примерен и речникот или знаеш понекогаш и да изустиш нешто што можеби Па види, поликува на една убавица? Ја благодарам. Добро е што секогаш кога кажувам нешто што не доликува на една дама, е затворен прозорот. Па среќа никој не те слуша. Па колегите возачи не може да ме чујат, иако во една џунгла од сообраќај како што е станат нашиот сообраќај по градот, и морам да признам дека не сме баш некои културни возачи, а и не владее некој баш многу голем ред. Јас се прилагодувам, но некогаш кога се случува стварно нешто што е ненормално и е огромен прекршок, знам да пцујам и да бидам онака малку да личам, лажеш, не, така да личам не е на точно. машки возач. Се шегувам, тоа се ретки моменти. Девојко, зрело јаболко, не гледај така подоко, душава ми ја изгоре, срцево ми го разболе. Гостивар, за да ги пречека и испрати гостите до најубавите места, избра до вербата да ја даде на компанијата со долгогодишна традиција, синоним за квалитет. Пелагонија АД е инфраструктурен белег на Западна Македонија и развојна компонента на градот кој доби поубаво лице со градежните потфати кои се одговор на потребите и темпото на новото време. Кејот на Вардар,
не е само обично шеталиште, тоа е буквално писта со сите атрибути кои комплетираат еден уреден и совршено анимиран крајбрежен појас. Урбанистичкиот комплекс кој ги опфаќа новата стамбена зграда со 113 ексклузивни станови и деловен простор, мостот кој го растерети центарот и ги спои двата брега на Вардар на брз и безбеден начин и домот за стари лица Пеламет се пример за перспектива доверена на најдобриот во задачата. Новиот стамбен капацитет, лоциран на самиот кеј на Вардар, гарантира квалитетна изградба и изведба уште од изборот на материјалите и најдобриот оперативен тим. До финесите кои гарантираат комфорен, безбеден, интимен простор и прекрасен поглед од сите страни. А првиот центар за грижа и нега на лица Пеламет е сведоштво за одлична функционалност со имплементација на сите иновативни решенија за олеснет и удобен живот. Но она што е за восхит, кога е во прашање животната средина, е објектот во Мавровијанови, кој буквално ќе дише со природата целиот во камен, стакло и дрво. Во маркантните градби е истанбениот објект во Бањица, уште еден остварен сон во градежното портфолио од високоградбите на Пелагонија. Она што е најзначајно за Гостивар, покрај изведените километри од градска водоводна и канализацијска инсталација, е интервенцијата за водоснабдување од вруток бајпасот, кој дополнително го напојува градот и околните села со пречистена вода. Со стотици километри патна инфраструктура, Пелагонија ги поврза селата и градовите во полок, а со последниот проект и Мавровијанови со Дебар. А ние го тестираме патот од Ѓоновица до Вруток, бркајки го сонцето меѓу сенките, она од песната на Бојана. Mi go razvole, Имаш ли сега зборови? Зборови немам. Немаш одбрана сега? Немам одбрана така по една моја песна која што воопшто нема врска насловот со текстот што се пее внатре, ама така беше пријавена на Макфест и моравме така да ја истераме. Таа една кратка приказна. Преубаво е овде. Мислам, еднаш сум била многу одамна и сум заборавила како тоа изгледа, убава природа покрај Вардар. Токму Вардар беше причината, тоест една од причините зашто си ти овде, затоа што неодамна ја сними Море Сокол пие. Така е. Во таа песна се споменува Вардар, веќе зборувавме нели на оваа тема дека ти ги сакаш тие родолюбиви песни. Да. Мене ме интересира како го направи изборот, зашто токму Море Сокол пие? Зашто на пример не ја сними овој Вардаре, да речеме? Да, гледаш, добра идеја ми даде. Јас обично ги снимам песните, односно преработките на песните кои што мене премногу ми се допаѓаат, односно мене убаво ми лежат. Песни кои што јас си ги сакам, убаво ми е кога ги пеам. И затоа и ги одбирам тие песни. Не дека, например, ако некогаш се случи да ми се даде предлог или треба да испеам некоја конкретна преработка, не би го направила тоа, но прво ги преработувам оние кои што мене ми се убави кога ги пеам на душата. И Море Сокол пие беше песна која што одамна си ја подпевнував кога ќе излезавме во друштво, кога ќе дојдевме во некоја кафеја, си ја нарачував да ми ја отпеат и одамна сакав да ја снимам. А овој Вардар гледаш добра идеја, особено што се спомнува Скопје, нели? Во песната, мојот роден град, среде Скопје Вардар тече, така е. И добра идеја да можам да ја преснимам и таа, да ја преработам. Кога ќе те прашаат зошто ја сними, ќе речеш па Сани ми го даде предлог, така? Случајно се случи покрај Вардар бев и така ми текна. Тоа сакав да речам, немаш ниту една дамка во кариерата, никогаш за тебе немало, не знам, некој нели сега трачеви, така. Иако нормално професијата носи убави и помалку убави работи. Спомена дека сега си и ти мајка. Да. Рече дека си била палаво дете, ќерка ти е твоја копија, значи можам да го потврдам. Вака со двете раце. Така е. И да не се чудиш на кого е. Што ќе биде ако дојде и ти рече мамо, јас не ќе пеам, туку снимив пример, не знам, песна, албум. Па јас не можам ништо да направам. Мислам, што би можела да направам? Ако некој нешто многу цврсто сака, јас како би можела да го спречам? А и сигурно би сакала мојата искра заедно со мојот сопруг да биде среќна. Ако ја прави среќна пењето, нека биде среќна. Ако ја прави цртањето среќна, нека биде среќна. Ако ја прави аранжирањето на цвеќиња среќна, нека биде среќна.
Многу е лошо да јас знам, барем на почетокот тоа сум го почувствувала, да некого стискате, да го ставите под притисок, тој функционира обратно пропорционално. Така да јас таа лекција сум ја научила и би сакала моето дете и моите деца да бидат среќни. Ние родителите понекогаш ги мешаме брзините и јас и честопати и сега кога имаме нели со пријателките мои деца, па зборуваме ќе го запишеме на ова, ќе го запишеме на англиски, на 5 странски јазици, на ваква активност. Не. Нашите амбиции понекогаш ги мешаат брзините и нашите желби. Треба да сватиме дека тоа мало човече има карактер и има свои желби. И треба да го почитуваме тоа. Самото тоа, мили дете, да си го истапка сопствениот пат. Така, не се нашите деца најпаметните, најталентираните, значи тие самите треба да си го најдат патот. А денеска ние новите родители малку тука ги мешаме брзините и сакаме нашите деца да се најдобри во се, да се најуспешни. Синчето ако иде во фудбалерска школа дека он е следниот Меси и така натаму. Децата треба самите да си го најдат патот. Можеби ништо од ова нема да го прават. Можеби ќе си бидат едни најнормални луѓе што работат од 8 до 4 и ќе бидат среќни. Ќе си учат школа. Ќе си учат школа, така е. И сега, што од тебе во моментов ти е најголема желба? Било каква? Да, некоја што можам да ти оставам овде, например. Па добро, тука можеш, да, тука можеш да ми ја оствариш желбата во моментов сум премногу гладна, па една софра да не чека полна на кога ќе влеземе во Бигор и да ми нарачаш една убава риба. Немам магично стапче, ама ќе направам вака и ќе се преселиме таму. Ајде. Ајде. Neka znaj svi od sve, bez tebe nemam ni misla ni tu zbor, ko ptica sam bez tvoj. Вруток е извориштето, врелото на Вардар, антички Аксиос. Најдолгата, најголемата и најопеаната река. Зачеток и крвоток на Македонија. Изворот си го носи името по селото Вруток во близина, кое заради местоположбата денеска е коаза и атрактивна рибна дестинација. Матица на златната и сребрената пастрмка. Кога на едно место и во еден миг ќе се спојат историјата, минатото, традицијата, желбата за истражување и планирање на иднината, златниот пресек е токму Вруток, колевка на македонската интелигенција. Природата, релјефот, тлото и енергијата се сета таа еруптивна убавина која блика на сите страни, почнувајќи од изворот кој се скротува и канализира со хидроенергетскиот систем Маврово, чиј најголем капацитет е хидроцентралата Вруток. Но она што нас не фасцинира е успехот на врутовчаните во светот, чии бистри и луцидни мисли се струја во доменот на иновацијата. Ова питко тло си има вистински патриоти, чии предизвик е решението за оригинален изум, прототип, без готови системи. Станува збор за паметна, смарт индустрија во која нашите се мајстори. Затоа и оваа приказна е малку поинаква. И самата е Вруток од експресии за овој крај, кои течат и се ронат во убава македонска песна покрај Вардарот. Da si merak pesna, da te izviknam, da si simbol cveće, da te izviknam. Da si merak pesna, da te izviknam, da si... Ти го погодив ли вкусот сега? Па тоа е мојот вкус. Убаво направив јас вака, нели? Да, и одма имаше магично стапче и тоа е тоа што јас често и го нарачувам во кафеана. Мојата, Да наздравиме за почеток. Мојот пијалок македонски. Од Бигор ни кажа дека е тиквешка ракија. Често тоа го нарачувам во кафеана, не сум тип, не ги знам новите пијалоци. Често се зезаме со сестра ми, ова не си пробала? Ова не знаеш? Што е? Ау, те молам, запиши го. Јас сум тип кој што е многу досаден во однос на изборот на пијалоци. Се пијам домашна ракија. Тоа е нешто што ме опушта, што ме прави расположена, се разбира умерено. Абе, за циркулација, така За циркулација, па баба ми во капаче си пиеше.
Ти текнува бабите во кафе. Да, за циркулација, тоа е Најдобар лек. наутро гаргара, нели, за циркулација, така се падеа на тоа. Да. Што е со храната? Што е она што ти сакаш да го нарачаш и што е нешто нормално, ти си без разлика што имаш, нели, јавна работа, меѓутоа ти си сопруга, Мајка, ти си така мајка е. и мораш дома и да сготвиш, треба децата нешто да јадат. Не можеш по Така е. ресторани секој ден да ги носиш. Точно. Да, што е она што ти Сакам да сготвам, да. сакаш да го сготвиш, меѓутоа и да им го наметнеш дека тоа е здраво и дека тоа треба да го јадат. Да. Па, јас сум тип кој што ги сака македонските национални јадења, и јас и тоа знам да готвам искрено, да не се лажеме, јас сум тип кој што е традиционалиста, па си готвам домашни јадења во смисла, не знам, од манџа обавезно, се разбира тој преку викенд, затоа што преку недела имаме малку поразлично работно време, па децата си нели јадат во градинка. Знам да сготвам и сарма, сега чекам да дојде периодот на сарми. Особено се што е со кисела зелка го обожавам и подварок сакам со коленица пушена. Тоа ми е Ставате исто. зелка? Јас не ставам зелка, искрено не ни знам да ставам, но ја купуваме од луѓе кои што домашно ја приготвуваат и навистина едва ја чекам да стаса, па да ги почнам тие специјалитети со кисела зелка. Сакам да правам манџи, обожавам компир манџа, обожавам мојот сопруг сака граф, па и тоа го правиме. Не сум нешто многу да правам благи работи. Од благо само палачинки знам да направам. Тоа и моите деца го јадат и во последно време нешто, нели тоа име хит мафини, мама овакви и такви мафини. Па и Ги тоа гледа се по цртаните. експерименти некои Па се тоа е прават. некако едноставно испадна. Некако мислев дека е нешто комплицирано, но гледам дека е многу едноставно, па и тоа го приготвуваме. Во кафана обично кога одиме сакаме ваков тип на храна. Мезето ни е најглавниот дел, нели јако мезе како велат. Од овие наши традиционални специјалитети, добро сирење на маса, добар кашкавал, иако е скап во последно време. Па ова се разви, ова е луксузна веќе софра. Ова со кашкавалов е Да, ова е луксузна софра. скапа со правила. Да. Ќе те прашам малку понатаму, нели, во разговорот, што е со оние живи настапи на кои што исто така им се врати, меѓутоа Точно. сега бидејќи сме во кафеана, Да. јас не можам да не одолеам да те натерам нешто да ми запееш. Да, има една македонска песна која што многу често се ја нарачува во кафеана. Ето тоа, да. Па знам знам што сакаш да ме прашаш и да ми кажеш. Тоа е една песна од Наум Петрески и оди вака. Овде на плоштадот, сред ноќта пуста црна, го кити моето срце, гитарата со срма. Старата гитара, тажни звуци реди, за љубовта ми збори, коган да ме гори. Еј, свирачу, горд скитнику, пушти нека бола твоите жици. Дај она, дај нашата, ноќва пеам само за неја. Ова за мене беше? Да. Благодарам. Ова беше тивка, можев ми погласно. Следната ќе биде Ајде. погласна. Живи На здрави. здравје. Живи здрави. Песната беше вистинска, аплаузот овде може би Спонтан. па не, спонтан, меѓутоа не во онолкав број на каков што ти Така е. навикната. Меѓутоа во последно време добиваш аплауз вистински, нели, како што си е редот на оние Така е. свирки. Им се врати и на живите настапи. Им се вратив, да, и на моје огромно задоволство, на вистина убаво си поминуваме. Ми фалеа, на вистина ми фалеа и што би бил еден пејач ако нема живи настапи, односно настапи пред публика. Така. Или песни да си ги слушаме по дома, а немате представување пред публиката, ништо не е тоа. Така да е, сега на вистина сум комплетна и тоа е тоа што ми фалеше долго време. Ние уствари живееме во Македонија, каде што народот си го сака македонското, фолклорот, она што ти е убаво на веселба да го слушнеш. И сега не можеме да глумиме Њу Јорк, ние сме во Македонија. Е сега, бидејќи ние не сме во Њу Јорк, ние сме покрај Вардар, Бојана, Која сакаш сега? па сега реков покрај Вардар сме. Аха, значи мојата. Па нормално. Добро, таа е убава песна која што ја испеав со задоволство и оди вака. Море сокол пие,
Вода на Вардарот, море сокол пие. Вода на Вардарот, Јане бело грло, Јанеле кротко јагне. Кога збориме за Вардар. Па, како рече, не сме во Њујорк, ама сега сме покрај Вардар. Така е, си пееме, за тоа му кажеш сме. Имаме уште неколку. Аха, желби. Имам, ама ајде да се загрееме малку, ќе ги оставиме за подоцна. Морам да те прашам, овде јадеме риба, бидејќи нели во овој дел е тоа некако традиционално. Па добро, има многу рибници има многу, така е. Ти спомена дека знаеш да направиш и ручек со коленица. Така е. Тоа значи дека сте месари по дома? Не, во принцип не сме некои големи месари, не сме некои кои што мора да имаат стално месо на трапезата, но тие некои зимски јадења и македонски специјалитети, зборам кога станува збор за зима, во зимно време мора да имаат и месо, нели? За да не згрее малку, да не држи, да го издржиме ладново. Така да не сме некои месари, јадеме и риба, особено летно време, а и кога сме на некој режим. А сега на режим? Често сме на режим. Често, да? Често сме на режим, па јадеме убава риба. Ова мислам дека е пастрмка тука. Па така ми личи. Така и мене ми изгледа, се надам ќе прашам, ама мислам дека да не бидеме сега до толку нели ние образовани. Ова е сладка риба, иако ги сакаме и морските, ама кога сме нели веќе во ваков некој традиционален ресторан, ќе си ги почитуваме нашите. На која песна би ми дала најголем бакшиш? Еве јас денеска се спремна гратис. Сега морам да бидам искрена, значи, ако е тоест морам сега вака малку да ги дефинираме работите. Да, ајде. Дали песнава ми дозволуваш да ја нарачам кога е во екот на забавата, она кога се игра најмногу или некаде на крајот пред фајрон кога сме во некоја која ќе ти дојде? Не, зависи како ќе ме фатиш, затоа и те прашувам. И па добро, имам неколку песни. Аха, добро, тебе еве на пример сега која си да речам жаргонски во најјакото, која би ми ја нарачала? Не знам дали ја знаеш. Па не знам, ајде пробај. Ајде да бидеме она на фајрон кога сме. На фајрон, добро, за сечење вени кога сме веќе готови. готови. Да, кога сме така на фајрон кога оние тешки песни што ти погодуваат, тие најскапите. Тие се најскапи обично, да. Јас тогаш одма еве ти кажам ја нарачам Заветна. Стварно? Па таа е од најскапите, таа. Бога ми во последно време е многу скапа. Јас никогаш не би земала пари од тебе, да знаеш. И секогаш би ти пеела од задоволство и да ти биде убаво. Онака на овце? Па не мора и на овце, може и со полн глас. Има да ти наздравам сега за ова и чекам да ми запееш. Тоа е мојата омилена песна и драго ми е што ја повративме во живот и се надевам дека Пепи некаде горе кога не гледа и не слуша е горд, затоа што не беше ценет доволно кога беше жив, ама сега го цениме многу повеќе затоа што сите песни кои што ги испеа се вистински. А песната оди вака. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си бесмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си бесмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови пеколни заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Благодарам.
Како рече еден стих од песнава, сестро, ти без мене, јас без тебе, јас и ти ни кафеа не оставаме. Така е. Како тргнавме, Да си жива и здрава. ти благодарам, навистина ме најажи. Искрено. Благодарам. Тоа е мојот најголем подарок и печат. Значи, тоа е нешто за кое што ние пеачите живееме. Значи, може да земете многу голем хонорар, можете да правите многу пари, но кога ќе видите некој човек да дојде и да буквално со солзи во очите да вели да, оваа емоција што ја пробуди е вистинската, е тогаш знаете дека сте го направиле правото. Јас знам да си нарачам песна. Питају људи скоро сваког дана šta je bilo srećo s nama, a ja lažem kako da im kažem volim te ako si kraj nje. Lažem sebe da mogu bez tebe, lažem ljude i sve oko sebe, lažem majku da bezbrižno spavam, uzalud sebe zavaravam. Lažem sebe da mogu bez tebe, lažem ljude i sve oko sebe, lažem majku da bezbrižno spavam, uzalud sebe zavaravam. Ajde, živeli!